По повод 7 април меѓународниот ден на здравието, учениците од второ одделение при основното училиште Раде Кратовче денеска организираа работилница, чија тема беше осознавање на функцијата и одговорноста на здравствените работници. За постигнување на целта тие учествуваа во разни вежби кои успеа успешно да ги изработат. Групите беа по 6 ученици, 3 групи на кои разговаравме за учениците која е целта на сите здравствени работници како личности кои треба да се грижат за здравјето на учениците и воопшто на сите луѓе, потоа на кој начин тие се грижат сами за здравјето, како се грижат нивните родители, како помагаат наставниците во превенција на заразни болести и слично, што треба најчесто да јадат, кога се здрави, како се однесуваат, направивме една кратка вежба најпрво за да преминеме на активностите кои беа поделени во трите групи. Има за задача да по дадена слика да напишат реченица поврзана со здравството, потоа дадени зборчиња да направат реченица поврзано повторно со здравството и на крајот третата задача во група беше пополнувалка. По успешното решавање на пополнувалката тие треба да добијат поим поврзан со здравјето. Во меѓувреме основното училиште Свети Кирил и Методи постигна уште еден успех преку учество на надпреварот Македонија земја на розите во Скопје. Ученичка од ово училиште со своја творба го освои првото место. Во распишаниот оглас од Министерството за животна средина по повод Македонија земја на розите, нашата ученичка Теодора Блажевска од трето 2 одделение ја освои првата награда на државно ниво и се здоби со награда таблет компјутер. Постојаните успеси на училиштата на државно ниво само ја потврдуваат напорната работа во напредувањето во образовниот процес, како на учениците, така и на